Инаку на пописот беа запишани 58% како македонци по род, а 24% албанци, македонци со албанско потекло. Се разбира и другите етнички групи. Но сега ние да одиме со мојот коментар на неделата. Како што знаете, македонската фудбалска репрезентација во мечот со португалската изгуби со 2-0. Но тоа за мене не е губиток. Ако во изминатите надпревари како со англиската, германската и пред 10 дена со италијанската фудбалска репрезентација бевме победници на тие светски фудбалски тимови, ова за Македонија е само почеток за нови победи. Во 2024 година Македонија ќе игра со Португалија повторно, исто така со Турција и со Луксембург. Така да мора да одиме напред, не смееме да губиме надеж. Денешниот мој коментар ќе го акцентирам на пописот што се правеше минатата година во Република Македонија. На пописот на населението во Република Македонија што се правеше минатата година беше забележано, како што реков, дека 58,4% запишани македонци по род, а 24,3% со албанско потекло, како и од преостанатите проценти од другите малцинства. Со овој попис не само македонците по род, туку гласот го дигнаа и власите, и турците, и циганите, србите, бошњаците и така натаму, кои отворено велат дека не може да се нарече државен попис затоа што е фалшлив. Прво, прекини во пописот со денови, нефункционирање на апликацијата за попишување во земјата и странство, недостатоци во софтверот бугарски, кој бугарската компанија го даде, недоволно информираност на населението за пописот со притисоци, манипулации на теренот, каде многу од граѓаните не се изброени, односно непопишани. Што значи, пописот на населението во Република Македонија за 2021 година е неуспешен и нанесува голема штета на националните интереси на државата, коментира скоро сите партии, освен, се разбира, со исклучок на албанските, како и коалицијата на СДСМ. Што значи, време е да се спротистават граѓаните во Македонија и овој попис да биде неважечки. Од друга пак страна, историјата за уништување на македонството продолжува од страна на Германија, Англија, длабоката држава во сад на чело со Клинтонови, Сорос и така натаму, а тоа е повеќе од очигледно за конфликтот во Украина. Нема радио, телевизија или весниците во светот кои се оптоварени со тој настан. Навистина е жалосно зашто поради интереси на НАТО и Америка, како и на Европската Унија, за да ја блокираат Русија од сите страни, па тие држави што ги спомнав, нон-стоп го напаѓаат Путин, нарекувајќи го терорист, иако тој си го брани својот руски народ во Украина, што за жал нашата предавничка влада ги откажа своите македонци во соседните земји. Меѓутоа, што сакам да кажам, за Македонија нити спомнале на Западот, нити пак сака да кажат дека и ние македонците сме жртвеното јагне, а нормално е дека не можат за нас да зборуваат, зашто тие се душманите македонски кои сакат и работаат да се уништи се што е македонско. Почнувајќи од 1913 година со поделбата на Македонија на Букурештскиот договор, а да не одиме подалеку. Исто така со првиот експеримент за асимилирање на македонците, а тоа беше така наречената граѓанска војна во Грција, односно протерување на македонците од егејскиот дел на Македонија и ја населија со туѓинци од Понт, од Мала Азија, за да пак 1949 година токму таму се роди таа организација НАТО, кои не престанаа со таквите експерименти со протерување од многу држави во светот, па и до ден денес. Затоа нашиот спас е обединување на нас македонците, кое не бега веќе далеку, туку ни се приближува. Виновниците и надворишни и внатре ќе бидат и мора да бидат казнети, но затоа пак треба да имаме надеж кон победата, зашто секој ден има само еден живот. Тој наш живот не смееме да дозволиме некој друг да ни го уништи, а со тоа и нашето македонско име. Но ве уверувам дека и при сето ова што го доживуваме ние македонците, има и голем број од народите во светот кои не поддржуваат нас, само што
вината наша се уште не сме ја побарале за помош, како например од Русија, Кина, Индија и така натаму. Но најголема поддршка јас барам од Бога, зашто тој е сепак семојкниот кој никој не може да го победи, нити пак сатаната и сите сатански слуги и надворешни, па и во нашата земја. Иако Македонија името го добила од богот Македон, син на најмоćниот бог на земјата Зевс, или македонски кажано богот живот, прв бог на овој свет, старите наши пак велеа: Македонија е за да се мачи. Има можеби некаква логика, но ако пак после дождот доаѓа сонце или по ноќите доаѓа нов ден, и со нас македонците по ова тормозење, после ова измлачување на се што е македонско, победата мора да биде наша, сакал некој или не. Не случајно пред, мислам, некаде 2 до 3 години, кога еден од грчките пратеници во нивниот грчки парламент пред сите пратеници кажа, цитирам: Македонија беше поделена во 1913 година, а еден од тие делови е и Егијска Македонија. Да бидам појасна, како што вели тој, Грчка Македонија стана Грчка. Таа не е само Грчка, има и повеќе Македонии. Кога настана размена на населението со доаѓањето од Мала Азија, тогаш стана Грчка. Затоа верувам и јас, почитувани сонародници, во силата Божја. Па да чуеме што кажува, иако е на грчки, но верувам дека некои од вас кои дојдовте од тој дел на Македонија ќе разберете. Сепак да го чуеме. Почитувана македонска јавност, каков е тој напредок за кој слават бугарските историчари? Од Бугарската комисија тврдат дека за цар Самуил е завршена работа, а Ковачевски молчи. Што точно е прифатено? И кој е договорот за цар Самуил? Дали тоа е причината за радоста во Софија, а за молкот во Македонија? Ковачевски и Османи преговараат без да ја запознаат опозицијата, собранието и јавност. Владата води преговори кои може да задираат во македонскиот идентитет, јазик и историја за целосно затворени врати. Јавноста се информира за преговорите од бугарските политичари и историчари и нивните изјави во медиумите. Бугарите се ги информираат своите граѓани, а македонската страна молчи. Доколку Ковачевски е искрен кон народот и кон државата, тогаш ќе побара веднаш писмени гаранции за македонскиот идентитет, историја и јазик и од Бугарија и од Европската Унија. Водење на преговорите на ист начин како и досега само ќе ги потврди сомнежите дека Ковачевски и Османи тргуваат со македонските национални интереси. Токму затоа Ковачевски да ја информира јавноста што досега се преговарало и договорило, а Османи да го стори тоа пред пратениците. Ви благодарам. А сега да го чуеме и грчкиот пратеник. Η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνική. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Υπάρχουν πολλές Μακεδονίες, οι Μακεδονίες των άλλων, που ρητά καθορίζονται στη σύμβαση του Βουκουρεστίου, στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την υπογραφή τη δική μας, την ελληνική. Όταν λοιπόν ακούμε την ιαχή, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αυτή εκλαμβάνεται ως αλυτρωτισμός, ως αμφισβήτηση συμφωνιών διεθνών της χώρας. Ίσως να μην ακούγεται καλά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, έγινε ελληνική. Γιατί πληθυσμιακά η Μακεδονία μέχρι το 1912-13 και 21-22 που ήρθαν οι πρόσφυγες δεν είχε πλειοψηφία ελληνική, παρά μόνο σε ορισμένες ζώνες στο νότο. Έγινε λοιπόν ελληνική μέσα από τις ανταλλαγές, μέσα από τις δύσκολες περιπέτειες που ζήσαμε ως έθνος και εμείς αλλά και άλλα έθνη στην περιοχή. Αν αυτό ισχύει με την υπογραφή την ελληνική και όχι με τον ισχυρισμό το δικό μου εδώ πέρα, προς τι όλη η φασαρία με τις ιαχές η Μακεδονία είναι μία και ελληνική? Ποιον κοροϊδεύουμε, τον εαυτό μας? Сега, почитувани сонародници, нам ни треба обединување на целокупна Македонија, а не само Вардар, а другите нејзини делови како сираци да гледаат во нивната матична земја, во нивната мајка Македонија. Доволно ни е една мала група на смели, храбри македонци кои ќе знаат што треба да прават и го поведат македонскиот народ кон нивните идеали. А верувајте, ќе издржиме, смели сме. Со паметни умови
љубови, а не со сила. Со крената глава, горди што сме македонци и вистинската лулка на демократијата, на човечанството, на цивилизацијата, а најмногу што не сакаме туѓо, туку само своето. Вистински помагатели на секој на кој му треба помош. Деца на светата земја, татковина на боговите и богините, кралевите и царевите родени во неа, како Зевс, Херакле, Македон, Филип и Александар Македонски и многу, многу други. Затоа, со нашата вистина ќе победиме и мора да победиме. Ете, почитувани слушатели, уште едно издание на радио емисијата Глас од Македонија другаруваше со вас вечерва. Благодарејќи ви што и денес бевте заедно со нас. Слушајте на идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM на радиостаницата CMR, каде ќе го откриеме ликот на нашата сонародничка Олга Марковска од село Љубојно. Но од студиото на Глас од Македонија, пријатна седмица и истовремено и добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.